А во собранието почна седницата за уставните измени, кои што произлегуваат од договорот со Грција. На линк го имаме портпаролот на владата, кој ќе ни каже нешто повеќе како се движи овој процес. Само една секунда. Денес сум дежурен на пораки. Како се движи процесот во собрание? Добро, фала Богу, добро е. Тераме политики. Дали освен вашите пратеници ќе успеете и другите да ги убедите да го дадат својот глас за уставните измени? Видете, редно време беше да се прекине делењето на наши и ваши. Дайте малце надеж за подобро утре. Надеж дека се ќе пројде ко подмачкано. Видите, политиките на оваа влада се темелат на надеж. Стрикно. Знаеме. Слушнавме за набавката на лубрикант. Лубриканти се набавуваат во континуитет во Македонија. Но што доколку измените не успеат? Имате ли план Б? Нормално дека имаме план Б. Али ај донеси план Б. Донеси го и ЦЕП, па чак што ише и Z планот донеси го. Значи се што ни треба е да се концентрираме малци и да се посветиме. Тоа е се посветен однос. Сведоци бевме дека пред некој ден коментиравте одлука за притвор на судската власт. Така, да, ама тоа е минато, знаете. Како што рекли, што имаш за утре не оставај за денес, така. Резултатите од нашата политика се гледаат. Како за кого изгледа зависи од диоптерот. За крај само ваша прогноза, уште колку ќе трае ова? Па уште 1702 пораки. Не мислевме на тоа, но не е важно. Не би ви одземале повеќе од вашето драгоцено време. Ви благодариме. Да, еве го ова. Фала, да, така. Фала.